Јас се викам Злата Милошевска и сум ученичка во 4 Б одделение во основното училиште Стив Наумов. Денес ќе учиме за семејствата низ историјата по предметот општество. Да започнеме. Семејството низ историјата. Семејството низ историјата од секогаш не биле исти. Тие се менувале низ историјата. Главната улога во преисториското семејство имала жената. Таквите семејства се викаат матриархални. Тоа значи дека мајката се грижала за потомството и носела важни одлуки за семејството. Но со текот на времето, улогата на таткото станувала се позначена и со тоа таквите семејства добивале патриархален карактер. Денес основната поделба на семејствата е на традиционално, односно патриархално семејство и современо, односно демократско семејство. Во минатото повеќе било застапено традиционалното семејство. Денес, иако семејството добиваат ваков облик во кој сите членови се рамноправни. Во традиционалното семејство главниот збор го има таткото, надредената положба на таткото и подредената на жената и децата. Во современото семејство има рамноправност помеѓу мажот и жената. Децата активно учествуваат во семејниот живот. И благодарам на вниманието, се надевам дека нешто денес научивте ново. И имајте убав ден.